Здраво и добродојавте во уште едно видео, каде што ова видео ќе зборам за патолошката улога на слободните радикали. Како што увидовме во претходните две видеа, слободните радикали не се нешто странно, непожелно, чудно во телото, него тие се нормален нуспроизвод на голем број хемиски реакции кои што нормално си се случуваат во телото. Некогаш дури телото може намерно да создаде поголема количина слободни радикали, бидејќи сепак имаат одредени физиолошки улоги. Така, значи, видовме дека слободните радикали се битни за функционирање на имуниот систем, за острбнување на одредени патогени, за контролирање на голем број интрацелуларни сигнални каскади, генерално за контрола на енергетскиот метаболизам, но ете и за создавање на некои хормони и така натаму и така натаму. На интернет ако барате слободните радикали можете скоро со се да ги спарите, така значи пишете ситуација X плюс слободни радикали, ќе ви најде некоја корелација помеѓу двете. Иако слободните радикали се потребни за нормално функционирање на клетките, односно на организмот, постојат ситуации каде што може да дојде до зголемување на количината на слободни радикали многократно над физиолошкото ниво и тоа може да предизвика низа последици. Значи, кога имаме зголемување на слободните радикали многократно над физиолошкото ниво, збориме за состојба на оксидативен стрес. Сега, овој оксидативен стрес може да се реферира на ниво на клетка, на ниво на ткиво, на ниво на орган или пак цел организам. Така, например, може да речеме, клетката беше подложна на оксидативен стрес. Ова ткиво беше во состојба на оксидативен стрес. Тука слободните радикали сум ги бележал ROS, но нормално не сите слободни радикали се кислородни, можат да бидат и азотни, може да бидат јаглеродни и така натаму. Сега, оваа состојба на оксидативен стрес не мора секогаш да произлегува од некаква патологија, така да имаш некоја болест или инфекција или слично, него може да имаме јакотно зголемување на количината слободни радикали, односно оксидативен стрес и при нормални физиолошки активности. Кога би било тоа? Например, да речеме, вежбате. Така, земете, трчате 2 часа или се качувате некаде на планина или кревате тегови, што и да е. Во тој случај, мускулите претрпуваат огромен стрес. Така и кардиоваскуларниот систем, срцето се активира, пумпа. Тоа ќе предизвика зголемена потреба за енергија на ниво на мускули. Продукцијата на АТП неминовно ќе создаде како нуспродукт слободни радикали. Така што мускулните клетки, барем за тој акутен период, ќе бидат во еден вид оксидативен стрес. Така, значи, ќе има многу повеќе слободни радикали него што е во фаза на мирување, антиоксидативниот систем може и нема да постигне се тоа да го анулира и ќе има некакви оштетувања од овие слободни радикали. Но тоа не значи дека не треба да вежбате. Така, значи, оштетувањата предизвикани од овој оксидативен стрес ќе бидат тотално минимални, додека бенефитите од активноста ќе бидат многу позначајни. Оксидативен стрес може да имаме и при пораѓање или, не знам, да речеме далеко е вецето, па ја држиш урината долго време. Значи, каква и да е стресна ситуација, дали е тоа физиолошка или патолошка, може да доведе до зголемување на количина слободни радикали до одреден степен, така што би го нарекле оксидативен стрес. Сега, најчесто кога се дискутира оксидативен стрес, се мисли на тој кој е предизвикан од некаква си патологија. Значи, дали е тоа некаква инфекција, вирус, бактерија, габа, автоимуна болест и така натаму, тоа предизвикува оксидативен стрес во соодветното ткиво или клетки. Сега, кога збориме патолошки, имајте на ум дека не постои болест која се нарекува оксидативен стрес. Така, значи, не постои патологија која предизвикува само оксидативен стрес. Оксидативниот стрес е нуспродукт на нешто друго што се случува. Океј? И самиот тој може да предизвика оштетувања независно, нели, од патологијата која првично го започнала. Една добра аналогија, маци мрачна, но да речеме дека сте во сообраќајна несреќа. Така, вози колата, има удар, окей. При самиот удар, или при преносот на физичка сила, ќе настане некој оштетување, може скршени коски и така натаму. Но при самиот тој удар сега има скршено стакло во колата, има некои скршени, не знам, парчиња железо, така пластика, можеби има оган, што и да е. Сега, при излегување од колата, ти можеш да се повредиш на другите работи, така, од стаклото, ако пробуваш низ прозор да искочиш, така.
или некој парчиња железо има па да се исечеш и слично. Сега, тоа оштетување самото по себе не настанало, значи прво имало судар и од сударот настанале тие помали работи, нели скршеното стакло и парчињата железо, но и тие може да предизвикаат оштетување понатаму. Така, значи можеш да се исечеш на нив. Па слично и со оксидативниот стрес. Значи имаш одредена патологија, дали тоа е некој вирус, бактерија, трауматска повреда, така си се исекол, си се удрил, не знам, некоја автоимуна болест и така натаму. И поради таа болест во одредени ткива, така или клетки, органи, бидејќи организмот пробува да се справи со патологијата, се појавува оксидативен стрес, кој може да предизвика дополнителни оштетувања. Добро, но сега наместо да идеме со аналогија на скршено стакло, да видиме што всушност се случува. Во ред? Значи, како што спомнавме пред две видеа, слободните радикали се атоми или молекули, нели, кои имаат несврзан електронски пар и поради тоа можат да влијаат врз други молекули. А бидејќи знаеме во биологијата дека структурата ја диктира функцијата, секакви структурни хемиски промени несомнено ќе доведат и до функционални нарушувања. Сега, слободните радикали може да се поврзат со најразлични молекули, но тоа што главно нас не интересира е кога слободните радикали предизвикуваат оштетување во ДНА, во протеини или во липиди. Значи во ДНА промените би биле следниве. Нели знаеме дека ДНА е двостран хеликс. Така, каде што имаме две арбитни структури, нели фосфори и шекери. Од тоа беше изградена ДНА. Епа, овие слободни радикали можат да предизвикуваат single strand break, односно прекин на една од веригите или прекин на двете вериги. Ева ќе облежиме тоа со црвена боја. Значи single stranded или double stranded break. При тоа, да, ДНА нели ќе има одреден прекин и тој ќе биде поправен од страна на машинеријата, генетската машинерија, но при самата поправка може да се случат мутации. Така че може да настанат точкасти мутации или пак целосно да има прекин во ДНА кој што нема да биде поправен и таа клетка ќе не може да функционира или неправилно ќе функционира. Нели нормално ова ако се случи на места каде што има тумор супресорски гени, да речеме дека овдека бил некој тумор супресор ген, и сега бидејќи има пресек во ДНА, тој тумор супресорски ген не функционира и тоа може да доведе до развивање на канцер. Сега, обично треба повеќе вакви прекини во ДНА и еден нема да предизвика канцер, но тоа е еден од начините кој може да се случи. Оштетувањето на протеините може да се случи и се случува најчесто оштетување протеини, но не предизвикува толку проблем. Зошто? Бидејќи протеините се доста редундантни поради тоа што ги има многу. Така, значи, одреден протеин да биде оштетен, ти имаш милиони копии од тој протеин, така кои што ќе завземат функцијата. А тој што е оштетен ќе биде разграден и повторно составен. Но сепак е нешто што ја отежнува и ја нарушува функционалноста на клетката. Така, например, ти можеш да одиш на бетонски пат, можеш да одиш и на песок. Така, песокот нема ти пречи толку, али малце ќе ти успори, малце ќе биде потешко. Така што сите протеини кои што се во телото, знаеме дека имаат одредена терцијарна структура која им ја дава функцијата и сега, да речеме, слободен радикал може да изврши прекин во синџирот, може да изврши некоја аминокиселина да биде сменета или видоизменета, така што структурата ќе се смени. Сега наместо вака да биде јамката, ќе биде вака некако. Океј, бидејќи може одредена молекула се сменила, набојот на молекулата сега е друг, а поради тој набој ќе се смени структурата. Особено ако ова се случува врз тие аминокиселини, нели метионин, цистеин, може да се создадат дисулфидни мостови на места каде што претходно немало, така што тоа ќе доведе до структурни промени, односно функционални промени. Но како што спомнав, ти од секој протеин имаш милиони копии во секоја клетка. Нели не е само еден протеин да прави таа функција, но имате на ум, има и многу слободни радикали. Така што многу од протеините ќе бидат зафатени со тоа и нормално тие кои нема да
бидат функционални, понатаму ќе бидат деградирани и така натаму и така натаму. Но ова, како што реков, не влијае до толку штетно на клетка, но едноставно ја отежнува нејзината функција. Сега примерот кој што најчесто е разгледуван кога се збори за слободни радикали е како тие влијаат врз липидите. Сега, кога влијаат врз липидите, главно мислиме на слободните масни киселини и најчесто влијаат на места каде што има двојна врска. Масните киселини со многу двојни врски ги нарекуваме на кратко ПУФАС. Океј, значи PUFAS, односно Polyunsaturated Fatty Acids. Океј, поли незаситени масни киселини. Тоа значи дека имаме синџир каде што има многу двојни врски, односно многу свиоци во структурата. За ова зборевме, нели, кога зборев за масни киселини. Сега, проблемот кај масните киселини, што не е до толку проблем кај протеините и ДНА, е каскадното ширење на радикалноста, така да кажеме. И сега ќе видите што мислам со тоа. Сега ќе ме следите чекор по чекор. Значи, тука имаме некоја полинезаситена масна киселина. Океј, гледаме двојна врска, гледаме двојна врска. Под дејство на слободен радикал, да речеме дека тоа е OH-, H2O2, што и да е, го имаме првиот чекор, на иницијација. Океј, значи гледаме што се случува, добро, имаме добијање молекула вода, не мора тоа секогаш да е случајот, зависи. И гледаме дека тука сега имаме реактивен дел од молекулата. Ред, под дејство на кислородни молекули, кои сигурно би биле во околината или некои други молекули, може да се добие да оваа масна киселина сега се прикачат кислородните молекули и добија оваа пероксилна форма. Сега, ја нема иста структура како што започнавме, така што ја нема истата функционалност. Но, тоа што е лошо е пропагацијата. Значи, од еден слободен радикал, една масна киселина стана у наводници нефункционална. Но сега, таа масна киселина, заедно ако дое во интеракција со некоја друга функционална, може двете заедно да дадат нова нефункционална, а таа што претходно била функционална, сега исто ќе го започне циклусот и ќе се врти тој чаровен круг, така да го речеме. Вред. И нормално дека ќе се добие друг радикал, пероксидна масна киселина, која понатаму преку низа чекори може да се деградира до малон диалдехид, што е деградационен продукт, има и други, со кои најчесто и се мери степенот на липидна пероксидација. Но се надам гледате што се случува. Значи имаш масна киселина, таа стига до овој ДК чекор и сега почнува да влегува во интеракција со веќе здрави масни киселини и сега и тие стануваат нездрави, така да кажам, у наводници, оксидирани и повторно исто се случува. И на секое вртење на тој круг имаме нова радикална, да речеме, масна киселина. Океј, оксидирала. И се започна само бидејќи една масна киселина беше оксидирана. Океј, и сега ќе речеш, добро, да овој процес ако продолжи вака, сите ќе станат нели оксидирани, но нормално има механизми кои ќе го прекинат овој процес. Значи најразлични антиоксиданси, дали тоа ќе бидат ензими или не. Например, некои молекули, например витамин Е, го спречува чекорот на пропагација. Значи, ова вака ќе се случи, но ова овдека нема да се случи. Океј, значи нема други масни киселини да влезат во тој процес. Тука може ќе биде некоја друга молекула, така што сепак ќе се стигне до можда малон диалдехид, но нема толку да пропагира каскадно ова радикалност, така да кажам. Сега ова зашто е било штетно? Добро, се нарушува интегритетот на клеточна мембрана. Клеточна мембрана е потребна во голем број процеси, односно за правилно функционирање на клетката. Во ред, тоа е главното што сакам да го кажам. Во однос на овој дел од видеото, сега сакам само да видиме на кратко како овој оксидативен стрес може да се надоврзе со други патологии. Овој дел од видеото ќе биде многу краток, бидејќи горе-доле се е исто, едноставно да добиете генералната идеја. Значи како влијаат слободните радикали во процесот на атеросклероза, да знаеме дека тоа е всушност создавање плаки на крвните садови
Инлобиларен е тука холестерол во одредени оштетувања крвните садови, може тука да се заглави ЛДЛ, и ако оксидира под дејство на слободни радикали, тој може да не биде погоден за реабсорбција од страна на макрофагите, така што не може да го преработат добро и макрофагите пробувајќи го ичистат, го насобираат, стануваат пенливи клетки и прават плаки и проблеми понатаму. И овој оксидиран холестерол, ЛДЛ, поточно може да стимулира создавање на одредени клеточно адхезивни молекули, па тука тоа доведува до понатамошно растење на плаката. Но слободните радикали исто така може да направат првичното оштетување во ткивото, каде што нели ќе почне да навлегуваат ЛДЛ молекулите. Паркинсон и Алцхаймер, скоро оксидативните поточно слободните радикали може да ги корелираме скоро сите невродегенеративни заболувања, баш поради процесот на липидна пероксидација. Нервните клетки имаат многу повеќе липиди него други клетки, добро се, адипоцитите имаат најмногу, но имаат повеќе липиди, но имаат помалку антиоксидативна одбрана, така што липидната пероксидација може да биде доста значителна, а знаеме дека оштетување на нервните клетки може да биде и ирреверзибилно, односно главно е ако изумре клетката, и има некои докази дека се асоцирани нели со овие заболувања со слободните радикали. Например, Алцхаймер, знаеме дека има нешто бета-амилоидни протеини, што сега имаше некои истражување дека тоа всушност може сосема тотална грешка, но окей, да идеме се уште по таа хипотеза дека бета-амилоидните протеини се проблемот. Тие може да се агрегираат бидејќи некои протеини биле нарушени структурно поради слободни радикали. И со Паркинсон е нешто слично, одредени делови од мозокот може да се оштетени, регулацијата допамини и така натаму и така натаму. Процес на реперфузија, ова е кога имаш одредено ткиво кое е исхемично, така например немал доволно крв у него и во одреден момент доаѓа повторно наплив на крв која носи доста кислород. И овој кислород во тоа ткиво може да предизвика многу оштетување, бидејќи некогаш во ткивата, кај што нема кислород, одредени ензими се активираат кои што создаваат кислород. Океј, бидејќи го нема. Ама сега ќе дојде многу, па ќе се создадат многу кислородни радикали и тоа може да предизвика оштетување. Нормално асоцирани се слободните радикали со рак и автоимуни болести. Како што спомнав претходно, може оштетување во ДНК или оштетување во протеини да доведат до рак или пак автоимуни болести. Океј, значи тоа е сосема логична корелација. Овде имаме една као табела со се што е поврзан оксидативниот стрес и како што може да видиме, со се е поврзан. Очите, да, катарактата, лекјата на окото, има одредени протеини кои што со тек на време може да бидат оштетени од слободни радикали и така натаму и така натаму. Крвните садови, зголем крвен притисок, океј, поради оштетување на крвните садови, оштетување на срцевиот мускул. Океј. Значи, скоро во се може да го поврземе оксидативниот стрес. Но, како што реков претходно, еве во книга е напишано, иако оваа книга не е добра, барем преводот не е добар што го најдов, овој параграф е добар. Патологија слободни радикали. Може да го почитат дека слободните радикали се вмешани во стотици заболувања и болести, но повеќето случаи нето присуство е едноставно последица од оригиналната повреда. Океј, значи нема болест на слободни радикали, него кога нешто друго се случува и слободните радикали се како нус производ на тоа и може да предизвикаат дополнителни оштетувања. Кај некои се по вклучени, како што ова што е со реперфузија и со атеросклероза, но најчесто се е само како дополнителен играч. И тоа беше главно се за ова видео. Во следното видео ќе видиме како организмот всушност се справува со се ова. Значи ќе разгледаме како функционираат антиоксидансите, така со цел да не се случуваат вакви оштетувања. Добро, се гледаме следното видео. Довидување.